Добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Почитувани гледачи, еве кои настани го одбележаа денот. Вчера вечер струмичани по трет пат дадоа поддршка на македонците низ 16 градови во Македонија кои излегуваат на протести за зачувување на унитарноста на Македонија и отфрлање на албанската платформа. За неколку месеци и на југоистокот ќе биде присутен гасот, со што ќе има можност за приклучување на магистралната гасоводна мрежа. Општина Валандово почнува да го решава проблемот со откупот и продажбата на производите на земјоделците, кој се врши на отворено по главните сообраќајници. Започнуваме со дневникот. Централното претседателство на ДУИ синоќ ја донесе едногласна одлука да даде поддршка на СДСМ и да учествува во формирање нова влада. ДУИ бара од претседателот Ѓорѓе Иванов да ја преиспита одлуката за недоделување на мандатот. Ова го соопштија по седницата лидерот на партијата Али Ахмети и портпаролот Бујар Османи. Централното претседателство на ДУИ синоќ ја донесе едногласна одлука да даде поддршка на СДСМ и да учествува во формирање нова влада. ДУИ бара од претседателот Ѓорѓе Иванов да ја преиспита одлуката за недоделување на мандатот. Ова го соопштија по седницата лидерот на партијата Али Ахмети и портпаролот Бујар Османи. Ова беше финален состанок на кој беше исцрпена целата дебата и едногласно се донесе одлука, изјави Ахмети. Тој додаде дека доколку претседателот не го додели мандатот и не ја повлече одлуката, ќе се разгледуваат прашањата за гласање влада во собранието, кој пак како што истакна го регулира уставот и правилникот на собранието. Посочи дека не верува дека 67-те пратеници во собранието кои ја дале поддршката за новиот мандатар и го направиле тоа по слободна волја, дека ќе се повлечат од таа одлука за поддршка. Во однос на локалните избори потенцира дека тие треба да се одржат во законски определениот рок во мај 2017 година и сега треба да се видат сите околности што треба да се почитуваат. Го повикуваме господинот Иванов, согласно со неговите уставни надлежности и неговото сопствено барање, да го додели мандатот за формирање на влада, потврдено со 67 потписи. Истовремено го повикуваме Иванов и сите политички партии да бидат внимателни во своите изјави, да не ја загрозуваат заедничката иднина на граѓаните. Централното раководство на ДУИ ги информира граѓаните дека давањето потписи за поддршка на земањето мандат истовремено подразбира и поддршка формирање ново парламентарно мнозинство и нова влада во духот на рамковниот договор и посветена во владење на правото и интеграцијата во НАТО и Европската унија, изјави Османи. Тој додаде дека учеството на ДУИ во новата влада ја рефлектира волјата на албанскиот народ, изразена на последните избори од 11 декември и има за цел исполнување на програмата ветена пред граѓаните. ДУИ, како што рече, ќе бара целосно испитување на работата на ДУИ од нејзиното формирање во 2002 година до денес, и тоа под меѓународен мониторинг, се додека не заврши процесот на формирање на правиот систем во државата. А ВМРО ДПМН ги повикува СДСМ и Зоран Заев доколку се сигурни дека прифаќањето на сеалбанската платформа е добро за иднината на Македонија и таа би била поддржана од граѓаните, да прифатат распишување нови избори на кои би се гласало и за платформата од Тирана. На декемвриските избори граѓаните не гласаа за платформата од Тирана. Таа или која било платформа изготвена во туѓа држава не може и не смее да стане услов за формирање на влада во Република Македонија, наведуваат ВМРО ДПМН во соопштението, во кое додаваат дека СДСМ е уценет за да ја прифати платформата и да работи на изнаоѓање начини таа да се реализира. Според нив, помалку е важно со што е уценет Зоран Заев и СДСМ. Многу поважно, наведуваат, е да се спречат последиците од уцената и спроведувањето на платформата, кои ќе значат редефинирање на Македонија и носат ризик за да предизвикаат тензии. Доколку Зоран Заев не е сигурен во сопствениот рейтинг и поддршката, сметаме дека СДСМ треба да ја отфрли платформата и да се откаже од реализацијата на сите елементи од неа кои водат кон формирање бинационална држава. Во таков случај ВМРО ДПМН ќе му ги даде своите гласови на СДСМ за да формира влада, каква што сака, но без уцени и прифаќање платформи кои предизвикуваат далекосежни штети и ја претвараат Македонија од мултиетничка во бинационална држава, стои во соопштението. ВМРО ДПМН додаваат, чувствува обврска да ја почитува волјата на мнозинството граѓани кои гласаа за коалицијата за подобра Македонија. Заради почитак кон нив и нашата стратешка определба, ВМРО ДПМН нема да дозволи да се донесат никакви решенија што се спротивни на државните и националните интереси, се наведува во соопштението.
Вчера вечер струмичани по трет пат дадоа подршка на македонците низ 16 градови во Македонија кои излегуваат на протести за зачувување на унитарноста на Македонија и отфрлање на албанската платформа. Значаен момент од вчерашниот собир беше емотивниот говор на црногорката Ана Филев, кој предизвика солзи кај присутните. Во Струмица по трет пат се одржа протестен марш за подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од градскиот плоштад Гоце Делчев граѓаните упатија пораки за зачувување на унитарноста на Македонија и против двојазичноста. Маршираа низ централното градско подрачје со транспарент за заедничка Македонија и пееа патриотски песни. Според нив пораката е Македонија самостојно да ги решава своите проблеми без вмешување на надворешни фактори. Порака да нема двојазичност во Македонија, да има мир, да има во Македонија. Убавина, среќа се. Да младите малку уживеат како млади, не да се плашат дали ги имат двојазично или тројазично, не знам што говорат тоа без веза. Мир сакаме ние, за вас се бораме. Мислам дека треба да излезе господинот Заев и да ја прочита на јавност на платформата, да видиме што се содржи во таа платформа. Не сме за двојазичност, не сме за двојазични пари, не сме за промена на химна, не сме промена на знаме. Ја поддржуваме, ќе бидеме овде се додека не излезе и да ја прочита платформата. Порака Македонија да остане како што е била. Цела. Македонски јазик да остане. Сме слободни, да не ни ја земат Македонија. Што друго? Си ја сакаме Македонија. Сакаме Македонија, македонци, и се останеме. Македонија, само напред. Тоа на ништо не личи. Откупување на државата на темелите. Тоа е за никаде. Сите ќе страдаме. Посебно од младите, ви за вас е тешко. За нас колку толку искараваме го животот, али за вас ќе бидете лошо, тешко ќе биде. Не да се чуваме како што е, а политичарите нека си карат нивната политика. Македонија да остава на страна. Тоа е политика, порак. Македонија како што е, таква да се биде. Пред присутните се обрати академската сликарка Ана Филев, која по потекло е црногорка. Таа со солзи во очите и со емотивен говор ги допре сите присутни на собирот, кои вчера по трет пат испраќаа пораки за зачувување на унитарноста на Македонија. Јазикот, името и идентитетот. Душице јадна е, има ли нешто за вас свето? Жалим вас све кои то желите из било којих разлога. Žalim jer je to kockanje za budućnosti svih nas koji volimo ovo sunce, ovu zemlju, crvenu zastavu i ime Makedonija. Аз Сабина Гушева, како турчинка, им се обраќам на македонскиот народ. Без оглед на националност и вера, македонци, турци, роми, срби, бошнаци, дајте да се обидниме, да си подадеме рака, да ја зачуваме нашата унитарна. Струмичани коментираа дека слушајќи ја Филев, може да се каже дека иако припоѓа на друг етникум, ја брани Македонија повеќе од некои одредени македонци. Од градскиот плоштад учесниците на протестот поминаа низ централното градско подрачје. Протестот помина мирно и без инциденти. Вела дека ќе останат на улиците, се додека целосно не се отфрли албанската платформа. Продолжуваме со останатите информации од југоистокот. За неколку месеци и на југоистокот ќе биде присутен гасот, со што ќе има можност за приклучување на магистралната гасоводна мрежа. Идејата за гасификација на државата е конкурентна и пристапна цена на гасот, а природниот гас од многу аспекти ќе биде исплатлив за жителите во овој регион.
За неколку месеци гасот ќе биде присутен на југоистокот. Штип е веќе приклучен на магистралниот гасовод и за 2 до 3 месеци се очекува да започнат сите проби со системот на пренос на природен газ, а потоа и да се обезбедат првите потрошувачи на газ на југоистокот. Целата идеја на гасификацијата на државата, според Крсте Миладинов, директор на Македонски енергетски ресурси, е конкурентната и пристапна цена на гасот. Пред 5-6 месеци заврши изградбата на магистралниот гасовод Клечевце-Штип, во должина од 61 км. Вредноста на овој гасовод е околу 60 милиони американски долари. Сите делови од магистралниот гасовод се една целина. Тоа пред се значи покривање на целата територија на Република Македонија со магистрален гасовод. Тоа значи овозможување на пристап на магистралниот гасовод, односно на природниот газ, прво до секое домакинство, понатака до индустријските објекти, големите потрошувачи и секако до потрошувачи кои го користат како енергент. Природниот газ на југоистокот од многу аспекти ќе биде исплатлив за жителите во овој регион, истакна Миладинов, но секако најзначајни се еколошкиот и финансискиот аспект. Според него во Македонија во наредните 10 до 20 години се очекува да се зголеми потрошувачката на енергија, но од друга страна пак ресурсите во Македонија се релативно ограничени, па затоа енергенсите мора да се увезуваат од земјите кои располагаат со нив, како на пример природен газ кој Македонија го увезува од Ирак, Иран, Русија, Азербејџан. А од друга страна, ресурсите во Македонија се релативно ограничени. И се, ако имаме можност за увоз на еден енергенс, како што се покажа струјата, се доаѓа до моменти кои имаме големи разлики, односно големи вредности на цената на енергенсот, а со природниот газ ќе се овозможи и дополнителна конкуренција. Тоа значи, ќе избирате тоа што е поевтино, тоа ќе го користите. А секако гасот во перспектива ќе овозможи цената да биде итекако конкурентна. Причината не е кај нас, причината е во огромните резерви на природен газ што на жалост ги нема во Македонија. Како што истакна Миладинов, по трасата по која се гради гасоводот, интерес за приклучување на магистралниот гасовод има кај индустријските потрошувачи од индустријските зони во Штип, но и домакинствата, а се очекува наскоро да почне дистрибуцијата на гас низ целата држава. Општината Ново Село активно работи на проекти кои имаат за цел уредување на пристапот до Колешинските водопади како една од најдобрите туристички атракции во општината. Ќе се уредува патната инфраструктура, а ќе се поставува и осветлување и клупи за одмор во близина на водопадот. Во тек е реализација и на овој проект. Идејата на проектот е уредување на пристапните патеки од асфалтираниот пат до самиот локалитет Колешински водопади. Значи патеката ќе ја прошириме и иста ќе обложиме со камен. Ќе ги обновиме сите заштитни огради, бидејќи овие старите се веќе дотраени. И најголемата придобивка од проектот ќе ни биде осветлувањето на целата патека и осветлувањето на самите водопади, со што ќе створиме услови иста оваа локација да биде посетена не само преку ден, него и во ноќни услови. Со реализацијата на овој проект овозможуваме услови за сите тие туристи водопадите да ги посетат, како што реков, не само преку ден, него и во ноќно време. Сакам да напоменам дека истиот овој проект го работиме и за Смоларските водопади. Исто така предвидуваме уредување на пристапна патека до самите водопади, проширување на таа патека и обложување со камени плочи. Предвидуваме осветлување на целата патека, а и самиот Смоларски водопад. Таму се предвидени исто така и други содржини. Видиковецот на самиот водопад ќе биде проширен. Планираме повеќе места за одмор и рекреација на сите намерници и туристи. А реков со цел да ја прошириме понудата за сите туристи и граѓани кои сакат да ги видат и посетат овие наши природни реткости. Колку чини реализацијата на целиот проект? Реализацијата на овој проект излесува во отприлика околу 4 милиони денари. Средствата општина Ново Село ги обезбеди во соработка со
Центарот за развој на југоисточниот плански регион и преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Тоа се дел на средствата, а останатите средства се обезбедени од буџетот на општина Ново село. Проектот планираме да биде завршен почетокот на април месец 2017 година. Општина Валандово почнува да го решава проблемот со откупот и продажбата на производите на земјоделците кои се врши на отворено по главните сообраќајници. Локалните власти продадоа 7 парцели во новоформираната индустријска зона во Јосифово, каде треба да се изградат центри за откуп и дистрибуција на земјоделските производи. Современи откупно-дистрибутивни центри ќе се градат во индустријската зона во Јосифово, откако општина Валандово ги продаде сите 7 понудени парцели. Ова го соопшти градоначалникот на Валандово Николче Чорлиновски, кој вели дека центрите ќе бидат опремени со ладилници, а валандовските земјоделци ќе можат своите производи да ги понудат во овие откупни центри. Организирано собирање на смет направиме во сите населени места во општина Валандово, особено во село Пирава, Јосифово и сега започнуваме во село Удово. Граѓаните ја осеќаат придобивката, особено од организираното собирање на сметот, каде се поставени 146 нови контейнери и со новите камиони кои што јавното комунално предпријатие ги има, го собираме сметот и јавната чистота, односно хигиената на улиците и тротоарите. Со тоа, во општината очекуваат да се овозможи инвеститорите веднаш да почнат со изградба на објектите и да се избегне досегашното загрозување на сообраќајот поради тоа што производите се продаваа по патиштата. Паралелно општината инвестира и во комуналната сфера. По указ на владата на Република Македонија, да сите оние камиони за откупување на роба кои ги гледаме по населените места ги снема, а да граѓаните и откупувачите бидат сместени на вистинските места, отворивме зона за откупно-дистрибутивни центри, тоа е во КУ Јосифово, која се наоѓа на регионалниот пат. Сите 7 плаца кои што беа со деталниот урбанистички план се продадени и средствата кои што ги добивме како општина Валандово, бидејќи знаете дека со делбениот биланс 80% од средствата при продажба на плацевите доаѓаат на сметката на општина Валандово, тоа се некаде околу 80.000 евра, веднаш ќе бидат вложени за правење на инфраструктурата. Општината продолжува и со проектот за уредување на главниот булевар, кој наскоро треба да добие нов лик. Македонското здружение на млади правници започна со имплементација на проектот за јакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија, кој се реализираше во општина Гевгелија. Проектот има за цел да придонесе во зајакнување на капацитетот на општините Гевгелија, Куманово и Бутел за имплементирање на новата стратегија за интеграција на бегалци и странци. Македонското здружение на млади правници започна со имплементација на проектот за јакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија. Проектот има за цел да предонесе во зајакнување на капацитетите на општините Гевгелија, Куманово и Бутел за имплементирање на новата стратегија за интеграција на бегалци и странци, здравствени услуги, капацитетите за вработување и социјалните услуги, како и градење на капацитетите на локалните невладени организации за пресретнување на потребите на бегалците. Општина Гевгелија е една од најафектуираните општини во Република Македонија од бегалската криза, која што се случи од мината година и се уште е во тек. Имајќи предвид дека и самиот приватно-транзитен центар Вино Југ се наоѓа во оваа општина. Како дел од активностите на проектот ќе се направат 3 индивидуални истражувања на капацитетите за интеграција на трите општини. Резултатите од истражувањата ќе бидат презентирани и дискутирани со трите наведени општини, невладините организации, како Министерството за труд и социјална работа. Како крајен резултат на овој проект очекуваме да имаме интензивна и долга соработка со регионалниот центар за одржлив развој Гевгелија, како и со општината Гевгелија во однос на бегалската криза и како и за интеграција на бегалците во оваа општина. Успешната имплементација на овој проект ќе овозможи подобра подготовка и согледување на недостатоците на општините за успешно имплементирање на стратегијата за интеграција за бегалци и странци, како и подготвени локални организации кои ќе пружат помош во пресретнување на потребите на бегалците во Република Македонија.
Македонското здружение на млади правници овој проект го имплементира во соработка со локалните партнери невладени организации СОС Детско село Скопје, Регионалниот центар за развој Гевгелија и Национален Рома центар Куманово, а е поддржан од Норвешката амбасада од Белград. Во близина на граничниот премин Евзони Богородица, грчката полиција фатила тројца македонци кои со две возила организирале превоз за мигранти од Грција кон Македонија и Србија. Македонските граѓани на возраст од 28, 36 и 48 години се приведени за вклученост во криминалната група. Во двете возила биле скриени 8 мигранти, кои еден од нив е малолетен. Криумчарите во понеделник ќе бидат изнесени пред јавен обвинител. Почитувани следуваат настаните од светот. Еден од водачите на терористичката група Ал-Каеда на арапскиот полуостров, Осама Хајдар, е убиен при воздушен напад на САД во Јемен, објавија дел од американските медиуми. Информацијата е потврдена од роднината на Хајдар. При нападот загинале уште неколку борци кои се наоѓале во возилото, што било уништено при напад со беспилотно летало. Хајдар учествувал во борбите против шиитските бунтовници Хути, а исто така и против силите на Саудиската Арабија и Обединетите Арапски Емирати. Пентагон соопшти дека во последните денови САД извршила повеќе напади во Јемен врз позиции на Ал-Каеда на арапскиот полуостров со цел да спречат терористички напади. Италијанските власти во последните 2 дена спасија речиси 2000 мигранти кои можеле да се удават во Средоземното море. Само денеска се спасени 900 луѓе во 10 различни операции, додека 97 се спасени вчера, соопшти италијанската крајбрежна стража. Во првите 9 месеци од 2016 година 132.000 илегални мигранти се обиделе преку Медитеранот да стигнат до Европа, покажуваат податоците на меѓународната организација за миграција. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер разговараше денеска во Љубљана со словенечкиот председател Борут Пахор, кој во врска со регионот на Западен Балкан му нагласил дека европската политика треба да посвети поголемо внимание. Во тој регион односно се покомпликувани, се наведува во соопштението од кабинетот на Пахор. Тема на разговорите била иднината на Европската унија по излегувањето на Велика Британија од унијата. Германската канцеларка Ангела Меркел на 14 март во Вашингтон ќе се сретне со новиот американски претседател Доналд Трамп, соопштија извори од владата во Берлин. Како што јави дописникот на МИА, првата средба меѓу двајцата лидери ќе се случи за време на официјалната посета на Меркел на САД. Меркел во Вашингтон патува откако Трамп во јануари во интервју за весникот Билд изјави дека таа треба да се срами од германската политика на отворени врати за бегалците и по заканите за воведување на царини за германските производи на американските пазари. И уште една информација за ова издание на Дневникот, а тоа е да видиме какво време не очекува наредните денови. Времето утре ќе биде сончево, а во попладневните часови во западните делови ќе има појава на мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен, повремено и засилен ветер од југоисточен правец. Од понеделник ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Повеќе врнежи се очекува во западните и јужните делови, особено во среда. Почитувани, ова беше и последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.